Неделно интервју на порталот ЗУМК. Јас сум Насер Селмани, во продолжение ќе следите интервју со господинот Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Господин Кржаловски, добар ден, благодарам што прифативте разговор. Добар ден, поздрав. Скоро сега се објави извештајот на Европската комисија. Дали можете една генерална оценка, како вие гледате на извештајот, оценката генерално на напредокот на Македонија последната година во околу интеграциите во Европската унија? Па да, веќе е редовна постапка, нели, ова со извештајите. Едно време со душа ги чекавме, како се вели, да се идентификува која е состојбата. Веќе одамна не се со толкава ниво на внимание не се следат самите извештаи, бидејќи заради застојот во евроинтеграциите и немаше многу нови работи во самите извештаи. Годинава е малку различна, бидејќи конечно нели почнаа на некој начин да преговорите, односно се отвори скринингот и постапката е започната за пристапување кон него. Со тоа очекувано беше малку да е подобар извештајот отколку минатите години, но ако навлеземе во деталите и не е толку подобар на нивото на подготвеност. Например, има само една оценка е еден степен поголема од тројка на четворка, сите други се потполно исти како и минатиот пат. Нешто се подобри во однос на оценката на напредокот, што е малку чудно. Ако имало напредок, зошто не сме подобро подготвени? Јас највеќе го базирам ова на извештајот на Институтот за европска политика, која и го квантифицира ова во бројки, бидејќи секоја констатација во извештајот на Европската унија може да се сведе на тие неколку оценки од 1 до 5, дали има напредок, дали е мал, дали е добар, дали е умерен или има голем напредок, и кога ќе се согледа тоа, има напредок во неколку области. Кои се тие области кои што комисијата забележува напредок? Па кога ќе погледате, пак не е кој знае колку за радување ситуацијата, бидејќи само на едно место има оценка 4, значи многу добар напредок, и тоа е во надворешната безбедносна и одбранбена политика, што веројатно се должи на усогласувањето со Европската унија за санкциите кон Русија. Само таа оценка ни е 4, имаме неколку три мислам само тројки, од кои едната е за економската и монетарна политика, која се сведува на контрола на јавниот долг, иако е на границата на околу 60% од бруто домашниот производ, но се поздравува тоа, и слободно движење на капиталот, тоа се поврзани работи. Од друга страна, кај во кластерот на фундаменти, односно темели, само за статистика имаме оценка 3, сите други се двојки или единици, а богами некаде имаме и нули, односно нема никаков напредок во однос на минатиот извештај. Така да се на се... Практично, во основните фундаменталните права ние имаме застој практично. Токму така, ова особено што во некои области имаше и назадување нормално, но кога ќе погледнеме од кога се прават овие извештаи, од како ЕПИ прави споредба, фактички ние уште не сме стигнали ни од 2011 година ситуацијата, кога до сега најдобриот извештај сме го добиле според овие оценки. Имаше пад нормално до кај 16, 17, 18 и од тогаш имаме мало придвижување на подобро, но се уште не сме го стигнале дури ни нивото на подготвеност што го имавме од 2011 година, што само кажува дека колку не чинеше нас целиот овој застој и заради Грција и сега заради Бугарија. Значи 10 години буквално намалување на стандардите на постигнувањата и тежок напор за да се почне да се враќаме нас. Исто така негативна оценка или комисијата забележува застои во борбата против корупцијата. Да, додуша тука се констатираат подолг е тој дел од извештајот, се констатираат напредокот во процесирањето на постапките, наведени се посебно за висока корупција, но очигледно има многу работа таму, бидејќи и во нашите истражувања лани првпат корупцијата стигна на прво место од најголемите проблеми во општеството.
и на Transparency International индексот година малку се поправи за неколку места, но бидејќи од 670 стигнавме до 115, сега и тој напредок не е кој знае колку значителен и граѓаните тешко го приметуваат, така да има и такава борба против корупцијата допрва ни предстои и на ниско ниво, на ниво на јавна администрација, полиција и слично, со ситни подкупи решавање на работите, до, пак ќе речем, високата корупција која е сепак главна болка. На што се должи тоа? Неподготвеност на власта да се бори против корупцијата или немање капацитет? Веројатно и двете, и она што ја го лоцирам како извор на проблемите, почнувајќи од статутите на партиите кои не овозможуваат градење на систем на вредности, односно на мерит, на постигнување или квалитети на луѓето, туку лојалност кон прво кон лидерот на партијата, па кон самата партија, па ако остане нешто за државата. И сите така се регрутираат и луѓето во партиите кои покажуваат лојалност, а не капацитет за справување со проблемите. Потоа тоа се преднесува во раководењето на државата без оглед која е на власт, бидејќи тој систем едноставно се пренесува во функционирањето на државните институции, кога тие луѓе ќе ги заземат тие позиции, прилично голема некомпетентност за позициите на кои се поставени. И нормално на некој начин поврзано со корупцијата, очекување за враќање дека тоа што го работеле од лепење плакати па се друго во партијата, дека се треба да наплатат со самата работа во државните институции, и тоа не со платата, туку со коруптивни сделки. И за жал тоа продолжува и со оваа власт далеко од искоренување како што се очекуваше со промените 2017. Дали, например, и случајот со госпојата Русковска, па начинот како се бираат уставните судии во собранието, на некој начин покажува дека и ова власт не се откажува од влијанието во судството. Па да, и тоа е критикувано во самиот извештај, дека единствен начин треба да биде преку Академијата за судии и јавни обвинители, каде што исто видовме влијание да се изменат дури веќе објавени резултати на конкурси за некои наши деца да влезат во системот, или е изборот сега што се направи во Уставниот суд, каде што се и за како се вика, за основци по право е дискутабилно како некои луѓе завршиле во највисокиот суд кај нас. И кога ќе видите дека од тоа ниво така функционира, што очекувате за друго на сите пониски нивоа. Така да едноставно тој начин на работа се проширува и станува паразит, да речем, на целиот систем и ги заглавува сите процеси, и затоа паѓа довербата во институциите. Веќе едноставно не си ја вршат луѓето работата за која се вработени, многу се вработени и да не работат, нели, тоа го знаеме одамна и никако тоа не се решава. Има луѓе што примаат плата, ништо не работат во администрацијата. И по мене е секако иако комисијата не го критикува тоа, бидејќи во многу европски земји, посебно во помалите, е релативно голема администрацијата, ама барем си ја врши работата. Кај нас проблемот е што е преголема, ама не ги испорачува резултатите што треба и да се завршуваат работи, да се решаваат проблемите. Ние сме да се заглавуваме на секое ниво, почнувајќи од судскиот систем, каде што веројатно има поплава на непотребни судски предмети, се занимаваат судиите со елементарни работи кои веројатно имаат вредност од 1000 денари и слично, и заради тоа не може да се занимаваат со предмети со кои треба да се занимаваат, и каде што е влијанието, односно ефектот од предметот е многу позначаен, и така полека се блокира целиот државен апарат и систем, и едноставно гледаме дека сме заглавени, тоа води кон уште поголема корупција, разочараност на посебно младите и емиграција. Тоа потикнува и политика на неказнивост, затоа што луѓето кои што се огрешиле не можат, судовите не можат да ги завршат. Точно така, не само за судовите, туку нема никаква казнива за ништо. Значи,
колку пати се промашија знамињата на функционери странски што доаѓаат тука и никој уште не одговарал во Министерството на дворешни работи. Во некој држави министерот ќе се поднесе оставка, а овде никој не е ни казнат за тоа. И тоа си продолжува, и пошто никој не се казнува, продолжува да се случува како проблем. И никој не му е гајле за тоа, бидејќи на крајот пак ќе речеме на сопартиите, на крајот пак ќе си има 120 пратеници, не се секираат ни колку луѓе излегле на гласање, бидејќи последните парламентари имаше 250.000 помалку гласачи од претходните. Тоа е порака дека луѓето се разочарани од тој систем на правење. За жал не се појавуваат нови опции, бидејќи веќе изгледа и нема доволно луѓе и критична маса да покренат по радикални промени ако и се потребни. Си дуализмот или триализмот со на ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ и ДУИ и другите партии кои живуркаат, да речем, покрај нив, си обстојува, се зборува за изборни реформи, а ви тоа се критикува дека веќе 8-9 години треба да се зборува за промена на изборниот систем. Тоа не се случува, бидејќи едноставно на трите најголеми партии им одговара вака. И секој обид на еден или на друг начин се блокира. Те било блиску до изборите, па препорака на обседа. Не се менува, кога ќе завршат изборите, ај се да направиме комисии, па да дебатираме, па ќе се дебатира 2-3 години, ќе дојдат нови избори, пак не е време за промени и така 8-9 години стои работа. Лично отсутство на политичка волја да се направи таа. Апсолутно. И тоа не гледајќи дека тоа го дополнително го заглавува системот до момент кога веројатно ќе се блокира целосно или ќе експлодира или ќе се заглави и ќе пукне. Ја го гледам тоа со се поголемата задолженост. Тоа едноставно исто си тече, си се зголемува као да не треба да се враќаат тие пари. Веќе сме над 8 милиарди задолжени, само Македонија, Југославија цела беше 22 милиарди долари на времето кога се распадна пред 30 години, сега само Македонија стигна до 8. Буџетот ни стана 4 милиарди и пак викаме нема пари за ништо, а да се подсетиме кога Груевски дојде на власт 2006, 1,2 милиарди беше државниот буџет. Значи, голема експанзија има и сето тоа е базирано на позајмици кои некој ќе треба да ги враќа и ние ги враќаме и веќе и во овој период од она што се враќа како долгови камати што ги плаќаме, ние повеќе враќаме кон Европска унија камати отколку што добиваме европска помош за ИПА фондовите. Над 100 милиони евра само камати плаќаме од заемите земени од времето на Груевски, но место тоа да запре, и тоа беше едно од заложбите на СДСМ и ЗАЕВ кога доаѓа на власт 2017, да тоа се редуцира, ние сме уште дуплирано задолжени од времето на кога... Баш кај што тие пари кои што ние ги земаме од разни извори и нерационално се трошат на Апсолутно. Ево, да жити овој автопат до Штип се направи, не знам колку се користи, бидејќи тоа треба да има логика например, кога се направи обиколницата за Скопје, баш се поводи да чекав нешто таму и мерав колку проаѓаат коли, имаше 7 коли во една минута. Одете на обиколницата кај Солун, 7 коли секунда проаѓаат. Значи се исплати инвестицијата во тоа, бидејќи ја врши функцијата на протокот. Овде пак Скопје е цело заглавено, ретко кој вози по обиколницата. Дали дека ги стера толку далеко или што и да е, ама не го постигнува ефектот за кој беше направена. 153 милиони евра се дадоа за тоа. Слично и за други работи. Значи, дали ова некојаш ќе се исплати кон Охрид? Прво, дали ќе се заврши до Охрид автопатов кој нели беше критика големи провизии, па се зголеми што за 180 милиони евра. Дека се направени грешки во проектирање, па... И каде е резултатот? 2017, денеска сме 22. Ништо не е ни мрднато од каде што е ставено 2017. Така да нема, се сведува дека нема никакво чувство за одговорност, дека тоа зошто се бркаат позиции во државната управа, место да се ги решаваат овие проблеми, само да се вдомат и као да ничија работа не е тоа да се заврши, не разбирајќи дека тоа не чини и дека ќе дојде за наплата порано или подоцна. Македонија доби препорака за или ги отвара
разговорите, почна да ги отвара разговорите со услов нели да го смениме уставот. Иако што на почеток кога се разговараше за тоа навидум, сите политички актери рекоа па добро, тоа не е голема работа, може да се направи за внесување на бугарите во преамбулата на уставот. Сега има одредени резерви. Дали мислите дека овие измени треба да се случат најбрзо што е тоа можно? Веќе дадов ја неколку изјави во таа насока, но да одиме по генезата на проблемот, односно како стигнавме до тука. Значи, прво сметам дека иако еве се постигна тој breakthrough, како се вика, чекор кон отварање на преговорите и започнаа тие скрининзи, односно условно речено почна постапката, иако еве во својими уставните измени веројатно ќе продолжи. Сметам дека не се направи тоа како што треба и се направи на голема наша штета. Дека владата, особено во последните 6 месеци, не ја водеше работата како што треба и како што кажав на некои министри, не доведа во ситуација на 23 јуни на Советот на министри да губиме 5-0 на полувреме. Значи сите бугарски барања се прифатија, иако најголем дел од нив не се во согласност со стандардите на Европската Унија и со вредностите особено на кои нели сите се повикуваме. Европската Унија меѓу другото е добра, што тие работи се ги пишува и во член 2 на нивната договор за Унијата, значи веќе освен отварачкиот, во првиот битен член ги навела тие 6 вредности кои се, од кои првото е човечкото достоинство. Значи покрај тоа се нели демократија, слобода на движење, човекови права, владење на правото и слично. И сега ако одиме наназад, и Преспанскиот договор прекршуваше дел од овие вредности, ама ете, рековме горка пилула, проголтавме. Сега, мислам дека овој договор, овој предлог француски, буквално сите 6 вредности европски ги прекршува и дури и во самиот предлог се повикува на тие вредности, а понатаму ги прекршува. Не се, бидна шо бидна, сметав дека не требаше да го прифатиме така како што е. Кога се направи изменетиот предлог, дури председателот Пендаровски убаво ја почна тој процес го почнува уште во Мадрид, кога најави дека имаме нов предлог, не е баш нов, многу е сличен на претходниот, ама е подобрен, и да видиме дали е доволно добар. Владата добро се надоврза на тоа и рече ќе отвориме широки консултации. За жал, уште на првиот чекор, на првите консултации, таа зазема позиција и веќе немаше што да се консултира таму, односно се прифатија така како што се. Иако, ако го ја гледаме изјавата на Ковачевски во Брисел, тој постави 5 услови како предлогот да стане прифатлив. Од тие, мислам, само 2 се исполни. Третиот е дискутабилен, 2 воопшто не се исполнија, меѓу кои едното е ова што го кажува сега лидерот на опозицијата Мицковски, гаранции дека Бугарија нема да блокира. Ковачевски го рече тоа на 23 јуни во Брисел. Не е уопште став на ВМРО ДПМН или на Мицковски. Значи, се прифати тоа така како што се прифати, пак ќе речам, од 5-0 доведовме 5-1 и дури се вадавме со јазикот кој во сите тие 6 месеци се изјавуваше дека воопшто не е ни предмет на дискусија или на преговори. Се испадна дека тоа е главното што сме го преговарале и ете сме го добиле. Се на се, мислам дека многу лошо се водеше постапката, но ете доведе до овој резултат кој, да речеме, сите го посакувавме, да некако се откочи процесот. Прашањето е дали ќе се и што ќе се случува понатаму со Бугарија, односно дали ако ние ги усвоиме уставните измени, Бугарија ќе сепак ќе најде начин пак да блокира. Јас лично мислам дека да, но од друга страна... Но прашањето е дали ние како земја која што бараме да почнеме преговори, да ги исполниме нашите предземни обврски, затоа што само така ќе покажеме дека навистина затоа велам дека сега во оваа ситуација откако прифативме предлогот таков како што е и сме ги владата ги преземала врските, сметам дека е контрапродуктивно ние самите да се блокираме. Односно, јас сметам дека треба да се
донесат уставните измени и да се внесат бугарите во преамбулата и хрватите и црногорците како е веќе планот. Не сметам дека треба да се оптеретува процесот со другите работи, дали јазикот албански ќе се викал или ќе останал 20%, бидејќи некој што е спремен да гласа за едново, може заради тоа другото да не гласа ни за првото. Така да го истераме ова, потоа ќе има време да се доврши она со другите уставни измени што евентуално требаат. А пак ќе речем, мислам дека вака контрапродуктивно е од наша страна, ќе се блокираме самите себе и со тоа ќе дадеме можност на Бугарија односно на Европската унија да не ги почне преговорите, бидејќи не сме исполнили на таа обврска. Ако дополнително викам, ако ние го направиме тоа, а Бугарија сепак стави вето пак, не блокира по било кај основа, никој не пречи, не спречува ние да го вратиме тоа назад, пак да направиме уставни измени, да ги сфрлиме од уставот, така. Значи, ако е ова поентата на Бугарија, не гледам зошто да не се направи. Сега Председателот, интересно е што председателот Пендаровски вели не треба да се брзаме, треба внимателно. Напротив, јас сум поборник што побрзо. Значи има проблем со обезбедувањето на двотретинско мнозинство, бидејќи кога владата се нафати на ова, не ја праша опозицијата. Значи не може да очекувате сега некој да гласа од ВМРО ДПМН за уставните измени, а воопшто не сте ги прашале за тоа претходно. Премиерот повикува на единство и на да се охрабрат некои пратеници од ВМРО да гласат за тоа, но не се прави така единство. Единството е кога се гради позицијата и требало претходно да бидат консултирани за се, не само за ова, за било кое прашање. Како викаат и ние во невладиниот сектор, ништо за нас без нас. Сакаме да ме прашани за нешто, па може нема да се одлучи така, ама да бидеме консултирани, да кажеме мислењето и да се создаде така базата. Сега се очекува некои од пратениците на ВМРО ДПМН, се 6 мислам дека треба за да се стигне до мнозинството, да се пишманат и покрај јавно дадената изјава дека нема да гласаат. И на крај ќе се сведеме на истата ситуација како и за Преспанскиот договор, да тоа се направи на еден од трите можни начини, за кои двата се криминални, значи или со закана од затвор или со подкуп, со пари за глас. Третиот е навистина да се убедат, ама пак ќе речем, за да се убедат треба претходно да бидат прашани, а не сега. И сепак не би се изненадил тоа да се случи. Исто како што веќе видовме дека се случи со ВМРО инсистира, лидерот на опозицијата инсистира, нема спорно вели да ги поддржиме измените, меѓутоа некои од големите европски земји да не гарантира дека нема да има нови условувања. Дали има таков човек кој што може да гарантира дека или дали воопшто тоа може некој да гарантира дека нема да има војнина? Па мислам дека не. И тоа е проблемот се како се стигне до некаква таква гаранција. И пак ја речем, тоа не го речем Мицковски, туку Ковачевски во Брисел. Сега последно време Мицковски тоа го. Да, јасно, бидејќи владата се прекрши веќе дека е прифатливи без гаранции дека Бугарија ќе стопира. Значи тој услов беше на владата, не беше на опозицијата. Не се постигна, но тие го прифатија. Седно, пак да навратам вие што го спомнавте, ВМРО ДПМН има изјави претходно и Мицковски вклучително дека суштината на тоа не е спорна. Бугарите да влезат. Проблематично е што е под притисок, што не оценуваат да тоа се направи сега. Значи да ние сме можеле уште на времето со Охридскиот договор да го направиме или меѓу време било кога. Или као у Србија што се 26 или у Хрватска колку беа. Мислам по 25-26 етнички заедници се споменати во едниот и во другиот устав. Така да, генерално не е суштински или содржински проблем тоа, ама проблем е што нит се прашани и се прави под присила. И сега, ама пак ја речам, ние можеме да си наетиме на тоа, ама ќе се кочиме самите себе. А ја не би го одолговлекувал ова, бидејќи сите викаат, сега година и пол трае процесов на скрининг, ама не е баш така. Бидејќи објаснувачкиот ќе заврши до декември и ќе почне, паралелно почнува билатералниот скрининг по поглавје.
Некои од нив првите ќе завршат уште у март и ние веднаш можеме по тие поглави да ги почнеме преговорите. Барем колку што експертите од Секретаријатот за европски прашања ми објаснија. Значи нема пречка ако ние до март ги усвоиме уставните измени да почнеме преговори уште во април. На тоа поглави тие ќе се течат до крај на годината билатералните скрининзи, по другите поглави, ама некој ќе можеме да почнеме преговорите. И затоа сметам дека треба да се забрза процесот на уставните измени, па да се види. Ако не успее, барем ќе знаеме на што сме. Дали ова прашање се користи како алиби, затоа што очигледно ако почнеме преговори, некои работи што се случувале претhodно нема да можат да се случат, затоа што ќе мора да има одговорност за некои работи, реформите ќе мора да се направат и не само реформи заради реформи, него ќе мора да се испорачат резултати. Очигледно на овој политички естаблишмент тоа не им одговара, па играат на политика купи ден продај. Па затоа велам, ние додека траја реформите кога ги добивме првата препорака 2009 и се уште, иако 2008 беше првата блокада нели НАТО, па 2009 првата после позитивната препорака на Европската комисија, Советот реши да не почнеме преговори. Се уште имаше ритам на реформи до 2011, па ќе го спомнам на ЕПИ извештајот, односно ЕПИ анализата на европскиот извештај за 2011 е најдобар до сега. И за жал, така почна распадот и на државата и на владењето на ВМРО ДПМН, кога видува дека Ваму Патов е затворен, односно нема зошто да правиме веќе тоа ако не блокираат, да и удри на другата страна, да искористиме што може. За жал може да не се повтори тоа? Мислам дека трае, не само што се повторува, туку во многу сегменти едноставно само продолжија да се движат работите како што беа и до тогаш, само со нови актери. И нормално тие кои ако биле 10 години во опозиција, сега сметаат дека го фатиле времето да искористат колку што може. И точно што велите дека да, па и Заев на времето викаше ни треба Европа како камшик, нели, да ги токму да ги контролира процесиве во државата и да ги стави во нормален колосек, односно во исправен редослед на настаните без корупција, непотизам, клиентелизам, партизација и сето тоа, ама сега тоа ќе трае малце подолго. Баш кај што и самата Европска унија не се гледа во таа улога. Европска унија сака членки кои се способни сами да се справат со тоа, не таа да ги контролира. Меѓутоа кај нас ќе биде во таа функција, со тоа што мислам дека распадот на системот. Дали со почнување на преговори практично ќе се тестира нашата реална желба да се промениме како општество и да се... Па сега да кажам, се плашам дека отпорот на системот ќе биде поголем него што значи порано имаше желба да го направиме тоа. Па ќе речем до 2011. После почна обратно да се делува, да се гледа, да се искористи што има за лично и за партиско и за чие богатење и да тоа го затвара системот и прави отпор кон промените. За жал тоа предолго траеше 10 години и треба порадикални работи за да се промени, а нема кој да ги направи, бидејќи тоа толку се вдоми во дечките партии да дури они не ни гледаат потреба, ниту па имаат желба да тоа радикално се промени. И лично не гледам ни кај Европската комисија, односно и делегацијата овде, можност да се наметнат такви порадикални решенија, дури еве на пример требаше државна реорганизација се направи, да се рационализира системот, се правеше функционална анализа и на крај, ако не се лажам, требаше да се сведе на 7-8 министерства. И наместо тоа одеднаш да се реши сега ќе се прави у 3 министерства пробно, па ќе се види 2-3 години дали тоа ќе функционира, па ќе се прошири на повеќе и дури да се спроведе, системов ќе си ја земе под контрола целата ситуација и реални промени нема ни да има. Така да не сум многу оптимиста, но да видиме ако бидно. Дури ако почнеме велите преговори дека отпорот ќе биде жесток. Да.
И капацитетот го спомнав ти на почетокот, значи едно е како сме веќе навикнати да работиме, второ дали знаеме поинаку. И со квалитетот или малиот квалитет на луѓето кои завршуваат преку партиите во државните институции, едноставно нема доволно капацитет за тие промени да се изведат како што треба. И само треба веројатно да го видиме СЕП како беше со стотина луѓе вработени во 2005-2006 некаде кога станавме кандидат, каква е состојбата сега. И ќе ви станат јасни работите дека капацитетот е многу помал отколку што беше порано и желбата. Дали ние, пошто естаблишментот е јасно дека не води толку сметка за интересите на земјата на граѓаните, меѓутоа дали се свесни дека во суштина ние ќе назадуваме и постои опасност ние да бидеме црна дупка во регионот. Други земји да не претркат, а ние да бидеме може да станеме дел за или што се вика монета за подкосурување не во регионот ние слушаме разни големи идеи за финално решавање на ова или тоа. Не би гледал толку на Македонија колку на целиот регион дека е веќе дупка, не дека ќе стане, туку веќе е и пак тука би повеќе вината би ја префрлил на Европската унија и застојот што го направи непотребно со нас особено, делумно и со Албанија, но особено со нас, дека може би заради тоа се закочи и со Србија и Црна Гора преговорите повеќе од 10 години се у преговори па нема битен напредок. Значи некако останува или се стимулираше, сега годинава има некое придвижување, но мислам дека се утна работата од европска страна со целиот регион уште од пред 10 години. И тоа, за жал, го зголемува јазот. Место ние да фаќаме приклучок, ние тонеме у смисла и на поддршка од Европска унија. Например, само Бугарија во овие 7 години на ИПА 3, како доаѓа од 2001 до 2027 буџетот, ќе добие повеќе средства од Европската унија отколку сите земји на Балканот заедно. Затоа што е членка. Зашто е членка и заради кохезивните фондови за нивно прилагодување кон останатите во унијата. Ама ние јазот ќе се зголеми. И за жал по мене тука е утната работа, наместо повеќе да се инвестира кај нас, сега со посетата на фон дер Лајен малку се најави промена во тоа. Дека се дават и некои средства што се на висина од годишната помош од 80 милиони евра за ИПА фондовите, сега се само за справување со енергетската криза, плюс инвестиции од 500 милиони евра, плюс на ИПА фондовите за инвестиции во регионот, што на некој начин ова што го зборам треба да го ублажи или надмине, ама пак тоа е далеко од она што земјите членки, особено новиве, како Дали војната во Украина може на некој начин да отвори очи на Европската унија дека не смее да дозволи една црна рупа на Мислам дека тоа се случи и дека затоа се направи се практично, дури се скрши, пак ќе речеме, европските вредности и стандарди, ама да се дојде до некаква решение, бидејќи инаку пак ќе беше, зашто едноставно тоа е системот на работа со консензус и додека Бугарија не биде задоволна, не можеше да се мрдне понатаму. За жал се прекрши на наш грб, ама ете барем се придвижи тоа што сакавме да се придвижи. Какви се ефекти ќе има ќе видиме понатаму бидејќи мислам дека ова премногу во јавноста и кај нашите граѓани многу повеќе од она со Преспа и во Преспа беше мнозинското мислење не само етничките македонци, туку генерално во популацијата мнозинското мислење беше негативно за Преспанскиот договор, а со ова уште повеќе. Мислам дека над 70% од граѓаните, над 80% од етничките македонци се незадоволни од ова што се случи со францускиот предлог. И тоа ќе се тлее како проблем во општеството и не знаеме кога ќе и како ќе експлодира или како ќе се манифестира. Сака да речете дека политичките елити тоа незадоволство може да го инструментализираат за да не... Па дали елитите, дали самиот народ, самите граѓани, лекција ни е од Босна. Јас многу зборувам, многу имаме размени правено со Северна Ирска, например, и нивниот договор од Белфаст, кој е фактички основа за нашиот Охридски договор. И таму ја вика концептот
правда за помирување. Значи, тие сакаат да сите 3500 смртни случаи што ги имало во 30 години, да се испитаат и сите што били одговорни да се изведат пред лицето на правдата, така велат они, и да е јасно и да одговарат за тоа, за да може да има помирување. Вика, од наш искуствата кога не посетуваа кај нас после нашиот конфликт, добија впечаток дека кај нас концептот е заборави и продолжи. Ама вика, можеби таков беше и во бивша Југославија и многу брзо после Втора светска војна се заборавија на сите злосторства што си ги направија самите меѓу себе, баш као од окупатори германци, италијани и бугари, туку меѓусебно народите во рамките на Југославија. Се заврши тоа, се саташка, братство, единство и тоа траеше 40-50 години скоро, ама кога дојде распадот на Југославија, сите тие приказни што се тлееле во општеството, во фамилиите, овие ни направија тоа, па и се очигледно се запамтили и затоа така крваво експлодира во Босна особено, каде што беше најмешани, каде што веројатно во текот на Втората светска војна најголем дел тие веројатно во злосторства се Босна случило. тоа и во бивша Југославија немаше да се случи тоа или да има таква ерупција ако не постоеше Милошевиќ или Туџман или Тоа да, за искористување што велите. Ама мора да има основа. А еве основата вака се прави, као никој не ја приметува и не се третира, ама кај секој човек тоа си тлее, си се складира како незадоволство и во еден момент ќе еруптира. Не мора да значи и дај Боже да не се случи нешто такво, ама не гледам дека некој се секира или мисли за тие работи и после се наоѓам изненаден, као со сите бевме шокирани како можеше во таква Југославија во која сме живееле, такво нешто да се случи, така. Но имало зошто. И не беа само политичарите што го предизвикаа тоа, напротив. Господин Кажаловски, благодарам на разговорот. Благодарам. Почитувани гледачи, следевте разговор со директорот на МЦМС, господинот Александар Кажаловски. Зборевме за потребата за уставни измени или внесување на бугарите во преамбулата на Уставот, за да можеме конечно да почнеме преговори со Европската унија и секако отпорите кои што постојат во земјата. Ја ви благодарам за вниманието, се гледаме на следното интервју. Довидување.